Подруго е чувството затоа што ќе бидеме долго време. Се надевам сите здрави и сега тренираме добро, тренираме напорно, ќе имаме по два тренинга, али тоа е нормално, мора да се спремаме за да бидеме максимално подготвени за припремите за првенството во Букурешт, така да прво не чека утакмица со Словенија на 1 јуни, после со Казахстан. Се надевам дека ќе ги изиграме тие надпревари, да се спремаме добро и дај Боже да бидат сите здрави, да нема повреди, да идеме таму сите максимално фокусирани и пред се здрави, затоа што видовте што се случи вчера. Се надевам, мислам сите сме оптимисти и знаеме дека Барди е херој и дека ќе го преброди ова и сите заедно со ние со него има целосна подршка од нас, така да ќе видиме што ќе се деси. Па искрено многу сме спремни. И ментално, и физички, и психички спремни сме за нови докажувања, спремни сме да ја направиме македонската нација пак горда, спремни сме да изгинеме за македонскиот дрес, затоа што голема разликата кога ги играш во клуб, се што се деси ги останува таму, така да дојдовме тука максимално фокусирани за една цела, тоа е да одиме максимално подготвени на европско и мислам дека пак ја израдуваме македонската јавност и нема да зажали што не поддржува. Ние знаеме да се носиме со таа тежина, со тој притисок, како што кажуваат. Многу пати сме го покажале тоа, кога била најтешко, кога било секој сме покажувале карактер. Оваа репрезентација има карактер, оваа репрезентација има сила и мислам дека цел Балкан ќе навива за Македонија и се надевам дека нема да ги разочараме и мислам дека сме доволно силни и искусни, затоа што оваа репрезентација 6 години веќе заедно сме поминувале и низ добри, и низ лоши работи, така да ова е, како се каже, ова е европско е шлагот на тортата на сите резултати што сме ги направиле. 2-1. Изгубивме таму. Но сега гледам изјавите на капитенот на Австрија дека имаат лесен противник за добар почеток, така да тоа ќе нам мотивира дополнително нас и ќе видиме на 13 јуни кој ќе победи.